ние немаме тоалети. За разлика како другите метрополи во Европа. Значи, ние сме градот на културата за 2028 година, каде сме без јавен тоалет. Градов има неколку тоалети, има едниот е Карши градот Скопје кој не е во функција, има катанец на него подолго време уште јако бе средношколец. Има едниот е под мост Гоце Делчев, тој делумно е во функција и е во функција, ама нема никакви санитарни услови, натре мириса. И последната акција ми беше представување на макета размер 1:1 на јавен тоалет кој би можел да се спроведе во градов Скопје со мапа каде би требало, кои места се најфреквентни според анализата на пописот во 2021 година направен во Македонија. Како дете пораснато во чаршија, меѓу туристи и еснафот, кој поголемиот дел од туристите кој секад беше поставувано прашањето каде има јавен тоалет. И кога дете тогаш не знаев кај да им одговорам, реков нема. Потоа како растев така сваќав дека уствари и еснафот нема јавен тоалет и дека тоалетот е уствари еден проблем веќе во социологијата на градот, поготово во туристичките места како Скопската чаршија и нашите центри. Дојде време кога ја почнав да се движам по Скопје уште како средношколски денови и тоалетот беше проблем бидејќи немаше кај да се иде и мораш срамежливо да идеш да прашаш во ресторан или било кој угостителски објект дали можеш да го искористиш нивниот тоалет. Или ако нема угостителски објект во околина, имаме премногу казина и кладилници, мораме у кладилниците или у казината да влеземе бидејќи или ќе го убиеме срамот во нас и ќе отидеме на некој ќошек, ќе завршиме нашата физиолошка потреба. Покрај тоа имаме и многу стари лица во градот кои се хронолошки болни и имаат потреба од јавен тоалет. Истражав кои бактерии се шират највеќе околу ќошовите, жбуновите, кај што голем дел од граѓаните ги вршат своите физиолошки потреби. Дознав за голем дел од бактериите, ама ја само ги представи бактеријата Ешерихија коли, Клепсиела и Протеус мириабилис, како бактерии кои може да се видат не преку микроскоп, туку поголема димензија од метарипол до 2. Едната ја видов како ја фрлат, а втората ја видов на Facebook како е поставена до еден контејнер после 2 дена. На изложбата немаме прилика да ги прикажеме истите. Во КСП центар Јадро се изложени плакати, тоест постери со фотографии од акциите и од самите информативни табли. Некој начин да допрам до властите, до институциите за да сватат дека ова е проблем. Како што наведов, ако сакаш кај идеш кај некој дома на гости, ако сакаш да видиш колку му е чисто, влези во тоалет, кај ние ни тоалет нема.